Почитувани граѓани, колеги пратеници, господине председател на Регулаторната комисија за енергетика, господин Димитар Петров, сакам на самиот почеток веднаш да кажам дека и за финансискиот план на Регулаторната комисија за енергетика, пратеничката група на Социјалдемократскиот сојуз и на Сдружената опозиција ќе гласа против, и таа пракса во ова собрание да гласаме против вашите финансиски планови и извештаите за годишната работа е воспоставена затоа што Регулаторната комисија за енергетика, за жал, како и повеќето независни регулаторни тела кои што постојат во Република Македонија, не успеа да изгради свој авторитет и капацитет согласно Законот за енергетика да ги извршува функциите во интерес и на компаниите кои што работат со енергетски суровини, меѓутоа и во интерес на граѓаните, каде што согласно Законот за енергетика исто така сте должни да ги штитите нивните интереси. Вие во изминатиот период од почетокот на вашето основање се покажавте дека многу поважни ви се интересите на енергетските компании, кои во најголем дел се монополи во Република Македонија, и ги штитите безрезервно, а многу помалку ги штитите интересите на граѓаните на Република Македонија. Најеклатантен пример за таквото однесување на Регулаторната комисија за енергетика е ова што го правите со исклучените граѓани од Централниот систем за парно грејење, кој што им наметнавте незаконска давачка преку правилник, и сега луѓето секој ден протестираат, односно секоја сабота протестираат пред вашето седиште, а вие не ги примате. Исто така, господине Димитар Петров, во изминатиот период од кога постои Регулаторната комисија за енергетика, граѓаните плаќаат за 70% повисока цена на електричната енергија во Република Македонија, а замислете за тој период не одобривте во финансиските планови на енергетските компании да се изгради ниту еден енергетски објект. Вие ги прифаќавте барањата на државните компании ЕЛЕМ, на ЕВАНА и на МЕПСО со секое барање за зголемување на цената на електричната енергија, а Република Македонија за овие 10 години не изгради ниту еден енергетски објект. Освен МЕПСО, кој што може би инвестираше во изградба на далеководи, во ЕЛЕМ, за жал нема изградено ниту еден енергетски објект. А вие ја качивте цената на електричната енергија за 70%. Дополнително на тоа, ја укинавте ефтината тарифа со образложение дека таа била во шпицот кога струјата била најскапа, и за да сте ги заштителе граѓаните, сте морале да ја укинете ефтината тарифа. Господине Димитар Петров, тоа беше класична манипулација на граѓаните на Република Македонија. И вие ниту еднаш не покажавте, и во случајот на топлификација, и во случајот на цената на електричната енергија, дека се грижите за потрошувачите, се грижите само за монополите. А тоа е така, почитувани граѓани, затоа што главниот извор на финансирање на Регулаторната комисија за енергетика е вкупниот приход на компаниите кои што се занимаваат со енергетска дејност. Колку повеќе пари имаат овие компании, толку повеќе пари ќе има Регулаторната комисија за енергетика. И затоа е ова однесување на Регулаторната комисија за енергетика. Во членот 22 од Законот за енергетика, точката 14, господине Димитар Петров јасно стои дека мора да се грижите за унапредување на правата на потрошувачите. Кажете ми еден проект со кој што сте ги заштитиле потрошувачите, дали на електрична енергија, дали на топлинска енергија,
дали на било кој друг вид енергија во Република Македонија и сте оправдале парите кои што ова собрание треба да ви ги одобре од тој аспект. Не. И затоа вие сте класичен пример за една важен сектор кој што треба да го регулирате, вие работите во интерес на монополите. Не бевте против укинувањето на либерализацијата на пазарот на електрична енергија, повторно штитејќи го монополот на Евана, кој што ќе го изгубеше пазарот во битка со приватните компании, кои што ќе донесеа за 60% поевтина електрична енергија и ќе зголемеа конкурентноста на домашните компании. Ова се само класични примери како вие како комисија се однесувате спротивно на Законот за енергетика. Господине Димитар Петров, зошто одобрувавте покачување на цените на електричната енергија? Граѓаните кои што се во Скопје можат да видат. Сакам да ве прашам, во кое барање за зголемување на цената на електричната енергија е ставена новата фасада на зградата на Елем и на Евана, барокна, од 4,5 милиони евра? Како тие можат да имат пари да стават барокни фасади од 5 милиони евра, немаат пари да градат енергетски објекти за да зголемат енергетската независност на Република Македонија? Господин Димитар Петров, граѓаните ве плаќаат да се грижите за тоа. На МЕПСО му одобревте исто фасада од 4 милиони евра, ама да редат стиропор, а тие таа фасада да ја плаќаат граѓаните преку повисока цена на електричната енергија. Како може тоа? Сакам да ве прашам, колку е зголемен бројот на вработени во Елем за сите овие години додека вие одобрувате цело време покачување на цената на електричната енергија? И затоа нема основна потреба, причина, нема основен мотив да се поддржи работењето на регулаторната комисија за енергетика, а поготово да се поддржи финансискиот план, кој што за 2016 година изнесува околу 1 милион и 350 илјади евра. Вие сакате во 2016 да потрошите 1 милион и 350 илјади евра и тоа се пари на енергетските компании кои што индиректно ги зимаат од граѓаните на Република Македонија преку наплаќање на услугите кои што им ги нудат. При тоа, господине Димитар Петров, во вашиот финансиски план зачудува на наглото или енормното зголемување на ставките за адвокатски, нотарски и други правни услуги. Во 2015 изнесувале 150.000 денари, во 2016 планирате 600.000 денари. Тоа е зголемување од 400%. Ако сте ја работеле правилно работата, мислам дека ќе немало потреба од толку адвокатски услуги. Понатака енормно ги зголемувате услугите за вештачење и проценување од 100.000 денари на 1 милион и 50.000 денари. Тоа е зголемување за 1000%. Што само по себе покажува колку луѓето или компаниите се незадоволни од вашето работење и вие сте ставени у ситуација да се браните пред судовите во Република Македонија. За вашата комоција исто така сте си предвиделе значајни средства. Ставката набавка на мебел од 500.000 денари во 2015 година ја зголемувате на 4 милиона и 800.000 денари во 2016 година. Тоа е, господине Димитар Петров, за не знам колку, за 800% повеќе. За 800% вие ќе си набавите мебел, се надевам не е Луи 15 или таков некој, или со екстра квалитетни пердови, за да може комотно да си ја вршите работата. Понатака што се однесува во инвестицијата која што имате во новата зграда, во која што треба да се вселите и која што чини 17 милиони евра, вие сте прифатиле на таа сума да има дополнителни работи од 2 милиони евра.
Тоа не е дозволено согласно Законот за јавни набавки. Сите овие аргументи укажуваат на тоа дека овој финансиски план е неоправдан, дека работата на регулаторната комисија за енергетика не е во интерес на потрошувачите и ние како опозиција нема да го поддржиме. Благодарам.